Поттикнување на младите да се активираат во нивната локална заедница, подобрување на интеракцијата со локалните институции и поголемо учество на младите во носењето одлуки на локално ниво. Ова беше целта на денешниот настан што му недостига на мојот град во реализација на Младински образовен форум од Тетово. На поставената мобилна табла пред Центарот за култура Илјо Антевски смок, граѓаните имаа можност на креативен начин да ги изразат идеите и проблемите. Медиа арт клубот, кој што функционира во рамките на Центарот на Младински образовен форум од Тетово, денеска го реализира настанот насловен "Што му недостига на мојот град". Во првиот дел од настанот се спроведе работилница со членовите од Медиа арт клубот. Предавач на работилницата беше искусниот познавач на Тетово Дарко Гавровски. Членовите се запознаа со историското минато на градот, како се живеело порано, како функционира градот и како е денес. Во вториот дел од настанот поставивме табла со интерактивна мапа од Тетово. Мапата е поделена по региони и по улици и секој млад човек и секој заинтересиран граѓанин на Тетово може да помине да го изрази својот проблем, односно да посочи некоја идеја која што смета дека треба нешто да се направи во градот. Таблата ќе биде поставена во период од една недела, а по завршувањето на тој период ќе ги сумираме сите добиени резултати и препораки од младите и од граѓаните и ќе ги преточиме во форма на извештај кој што ќе биде доставен до општина Тетово за понатамошно разгледување и усвојување. Во рамки на настанот, присутните беа запознаени со историското минато на Тетово. Мојата улога денеска во овој проект е да направиме паралела од тоа што е тема на овој проект, што му недостига на Тетово. Мојот е историскиот аспект што имало Тетово, за да знаеме каде сме биле до сега, за да видиме каде одиме, така да ќе представам на младите денеска во Тетово историскиот развој на Тетово, што се поседувало Тетово, што имало од Тетово, се гордело Тетово со многу работи кои ги немало во другите градови. Така да се надеваме дека тоа ќе се копира и во иднина, ќе бидеме град кој ќе предводи во многу работи. Едно од првите кина во Македонија биле во Тетово, така да се надеваме дека во иднина исто така Тетово ќе биде не само да покрие работи што ги нема, туку и ќе има работи кои можеби и другите градови ќе ги нема, ќе предводи во инвентивност, во работи кои ќе влијат на покомотен живот на сите граѓани на Тетово. Овој настан е завршница на неколку месечните обуки кои ги посетуваа младите членови на Медиа арт клубот.